Здраво пријатели, добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на едно прашање кое што го постави една моја пријателка, ми го постави во инбокс, а се работи за шумливите таблети. Искрено одлично прашање. Прашањето беше дали можат шумливите таблети да се користат, односно не дали може, туку дали се ворети, што мислиш ти околу шумливите таблети, и ќе ви кажам еве што мислам јас околу шумливите таблети и општо за таблетите кои што денеска зборуваме дека се користат доста, и додатоците во исхрана се една работа која што се повеќе ќе стане искористена, затоа што преку традиционалната исхрана кажавме дека реално мал број на луѓе успеваат да го задоволат својот нутритивен внес. Сега, шумливите таблети за разлика од стандардна и обична таблета имаат додадено јаглерод, и тој јаглерод, нели, кој ќе го ставите во вода, се ослободува и ја разорува таблетата и практично ја растворува во вода, во џус или така натаму. Не знам кој од вас каква течност користи за да ја стави шумливата таблета, но на крајот повторно истите нутриенти кои што се содржат и во стандардната таблета ги содржите и во течноста во која што сте ја раствориле шумливата таблета. И искрено во делот на брзина на апсорпција шумливите таблети се многу добри. Во превод тоа значи дека кога ќе испиете течност во која што се растворила шумливата таблета, многу побрзо ќе се раствори, односно ќе се апсорбира, извинете. Затоа што, да речеме, стандардна таблета кога ќе ја изедете, телото троши, нели, одредено време, желудникот додека ја обработи, додека ја свари, додека ја распадне на нутриентите или нутриентот кој што го има во таа одредена таблета, и подоцна таа се апсорбира преку тенкото црево. Во овој случај шумливите таблети кои ќе ги ставите доаѓаат во течност, веќе се како да кажам, распаднати нутриентите, и тоа многу брзо доаѓа до тенкото црево и практично се апсорбираат нутриентите кои што ги содржи таа течност. Генерално каде има проблем во оваа тема, искрено нема проблем во тоа дали е шумлива или не шумлива таблетата, туку првиот проблем настанува со начинот на кој што се произведуваат додатоците во исхраната и конкретно еве таблетите, без разлика дали е тоа шумлива или не шумлива таблета. Што ми е поентата? Голем дел од додатоците во исхраната кои што ги купуваме денеска во аптека, да речеме, се произведени синтетички. Тоа значи дека одредена компанија фармацевтска која што ги произведува, начинот на производство го прави не баш природно, односно не го прави со тоа да земе можеби одреден број на продукти, овошја, зеленчуци, растенија и така натаму, па да ги изолира нутриентите од тие растенија и да ги стави во одредената таблета, и тие да бидат практично природната форма на тој нутриент, туку ги добива на синтетички начини преку најразлични хемиски процеси и така натаму, за кои што искрено јас немам многу познавање и не можам да зборувам, но знам дека синтетичките се далеку по-лоши од природните додатоци во исхрана. Втор проблем со кој што се соочуваме и кога зборуваме за додатоци во исхрана и за таблети кои што ги користиме луѓето, е тоа што таблетите најчесто се еднонутритивни. Што сакам со ова да кажам? Секој од вас дома сигурно има таблета која што има витамин С, Б комплекс, не знам, оваков витамин, шумлива таблета со цинк, шумлива таблета со калциум, шумлива таблета со магнезиум и така натаму, и голем број на луѓе денеска користат еднонутритивни додатоци во исхрана. Тука проблемот е, мислам дека го спомнавме и во темата со ноктите, дека никаде вие во природата не може да најдете еднонутритивен продукт. Ако скинете, еве да речеме, јаболко и го изедете, тоа јаболко содржи комплекс од нутриенти, витамини, минерали, растителни влакна, шекери и така натаму. И телото најубав начин за да ги препознава нутриентите, да ги обработува и да ги абсорбира е кога се во комплексна база. Затоа доколку мене ме прашувате за додатоци во исхрана, јас би ви препорачал додатоци во исхрана кои што се комплекси од витамини, минерали и некои нутриенти и се направени на поприроден начин, односно изворот на тие нутриенти не е од течности, хемиски соединенија и така натаму, туку изворот на тие нутриенти е од самите растенија кои што се изолираат и се додаваат во таа таблета. Друг исто проблем кај додатоците во исхрана, освен што се еднонутритивни,
е тоа што доаѓаат во високи концентрации. Од типот имате витамин С таблета која што содржи 1000 мг. Тоа се реално високи концентрации и она што јас сум последно запознаен и што имам читано и истражувано е дека оваквите додатоци во исхрана кои што се со големи концентрации, значи дека ќе, да речеме, витамин С како јак антиоксиданс ќе уништи и повеќе од слободните радикали што е потребно. На крај краева, слободните радикали кои што се создаваат во нашето тело, а кои што се убиваат од антиоксидансите, треба да ги има. И слободните радикали не треба да ги снема во целост. Затоа што одредена количина на слободни радикали треба да кружи во телото, бидејќи на тој начин се ојачува нашиот имунитет и се јача телото. Доколку немаме никакви закани, доколку живееме во инкубатор и во нашето тело нема никакви опасности, бактерии, вируси и така натаму, ќе нема нашиот имунитет спаринг партнер. Односно ќе нема како да се јача, да тренира и да станува се појак и појак. И затоа денешниви истражувања и научници, искрено не знам точно за кои луѓе станува збор, но доста читав и има доста статии околу тоа дека големите концентрации на еднонутритивни додатоци во исхрана и нутриенти и антиоксиданси кои што ги примаме може да дадат на дол крок и контраефект. Затоа што ќе убијат и ќе ги смират голем дел од слободните радикали или не знам какви вируси, бактерии и така натаму, и со тоа нема да му помогнат на имунитетот и имунолошкиот систем кога нема да додаваме додатоци во исхрана. И на крај, за да не ве оставам во збунка, она што ќе го оставиме како заклучок во оваа епизода и за темава која што зборуваме, е дека додатоците во исхрана не се страшни, но број 1 треба да внимавате и да преферирате да тоа не бидат синтетички додатоци во исхрана и добиени нутриенти. Број 2, да тие додатоци гледате да бидат во комплекси, односно да земате таблети кои што содржат комплекси од нутриенти, и број 3, да бидат со помали концентрации. Искрено, мене ако ме прашувате, многу е подобро да земете додаток во исхрана кој што подразбира ќе испијам денеска 3 мултивитамини кои што имаат мали концентрации, отколку да испијам еден мултивитамин или едно апче витамин С кое што има 1000 мг и кое што као ги задоволува дневните потреби. Значи телото не функционира на тоа да во еден оброк вие ги задоволите сите потреби. Тоа не е ни во ред, туку треба во неколку пати во денот да внесувате нутритивна вредност. Тоа и практично го зборувам јас цело време дека со редовноста на оброците вие ќе обезбедите да неколку пати во текот на денот добивате нутритивна вредност, односно му давате на телото гориво кое што подоцна тоа ќе го искористи. Се надевам дека ви дадов добра вредност и добра насока во која што може да размислувате. Слободно користете го хаштагот #AskJosif и повторно и оваа тема лежи на широка дебата, може да искомуницираме, да ми поставите можеби некое слично прашање и да ви одговорам во некој од овие епизоди. Тука ве оставам, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!